Госпоѓо Поповска, неодамна уредникот на вест Горан Михајловски ве прозваа во една колумна дека наместо за загадувањето кое што станува алармантна тема деновиве, вие држите пресконференции на други теми кои што како што е она за спорот за името. Што ви одговориле вие на таквата опаска? Затоа што подеднакво важни се и решавање на спорот за името, за да можеме да живееме нормално, заедно со другите европејци, заедно во евроатлантските интегративни процеси и структури, а исто така и загадувањето. Значи, и на едното и на другото обрнуваме подеднакво внимание, а за загадувањето мислам дека никој не води по големи кампањи, по упорно и по напорно, да речам, од Дом и од моите колеги, затоа што и сега кога деновиве имаше големо загадување и овој месец воопшто, ние баравме интервентни мерки кои што треба да се превземат, така што конкретно еве го на 5 ноември побаравме Маја Морачани, нашата жена портпаролка, значи предлагаме интервентни мерки за загадувањето. Прво, рестриктивно движење на возила кои не ги исполнуваат минималните евростандарди за квалитет на дизел или бензин горива низ централното градско подрачје, посебно во зоната на Малиот Ринг. Ова е мерка што ја имаат воведено во Берлин и која што за само 3 години дала 30% намалување на загадувањето. Значи ова ни е дел нами во програма и го предлагаме упорно и ќе го предлагаме се додека не се прифати, затоа што не може да дозволиме најголемите загадувачи кои што со валкан загадени бензини се движат низ центарот и понатаму тоа да го прават. Ќе биде мала жртва од нивна страна доколку направат еден поширок круг или едноставно да се прилагодат кон современите барања. Понатаму баравме пар непар и исто така нешто што постојано го бараме, зголемување на дежурните екипи инспекторски. Тука имаме постигнато доста, затоа што за волја на вистината пред некоја година речиси да немаше инспектор, имаше многу малку инспектори за животна средина, сега се 21. Ако мене ме прашате, мислам дека треба да бидат најмалку уште дупло, меѓутоа има енормно зголемување од предходно. Предходно не можеше ни на една рака да се набројат колку беа. И друга работа, она што го бараме, и еве ви благодарам за емисијава, верувам дека и ова ќе биде повик и до институциите и едно позитивно лобирање, бараме дежурни инспекторски екипи, затоа што најголемите проблеми од индустриските капацитети, од индустриското загадување се прават во попладневните часови и за време на викенди. Новинарите тоа многу добро го знаете, затоа што тогаш се исклучуваат филтрите кои што инаку работат за да се заштеди струја, тогаш се пушта надвор од соодветна процедура. Јас сум инженер технолог и знам што значи ти да почитуваш процедура и да дозираш во еден процес субстанца малку по малку и тогаш може да се апсорбираат штетните гасови и да не излезат во атмосферата, а што значи ти брзо да си ја завршиш работата, истураш и бегаш, а тоа зад тебе останува вулкан. Значи, Дом најдоследно се бори против големите загадувачи. Вие видовте дека и пред кампањата на локални избори и за време на кампањата и сега продолжуваме, ги посетивме сите кои што не примија. Досега само Макс Стил не нема примено, морам да кажам. Инаку сите во кругот на Железара не примија и имаат ветено досега, тоа и јавно сме го објавиле, дека ќе го испочитуваат рокот од април месец 2014. Серија трибини, не само пресконференции, не само посети кај нив, и серија трибини со врвни експерти, со невладини, со медиуми, за да се направи силен притисок граѓански, за да се сменат состојбите. И многу бевме задоволни што владата го смени ставот. Вие се сеќавате дека лани најави дека ќе им го уважи барањето на 5 најголеми загадувачи и дека ќе го продолжи рокот за уште 5 години за важење на еколошките дозволи. Бевме многу насекирани за тоа, реагиравме и упорно кампања водевме и конечно владата се повлече од тој став и рече дека рокот април месец 2014 мора да важи за сите. Сега продолжуваме да ги посетуваме загадувачите за да извршиме дополнителен притисок преку јавноста со тоа што медиски ќе го покажеме. Следно на ред ни е Јегуновце, од и тие се еден од 5 загадувачи кои немаат
одговорено дека ќе успеат и дури предлагаме и реални мерки. Некаде овие другите кои што имаат огромни профити, бидејќи берзата на метали одеше нагоре во изминативе десетина години и тие реално можеа од 1% што велам само од профитот да вложат за да се намали загаденоста, а да се прилагодат еколошки и тие кои што можат треба тоа да си го направат. Но има по некој капацитет, мислам дека Јагуновци е еден од тие кој што е многу значаен од социјален аспект за вработеноста, за одржување на животот во делот околу Јагуновци, кој што тешко дека во моментот ќе може сам да се справи. Има и тука решение, владата може да речеме да гарантира за заем, за кредит одреден или за одредени грантови каде што се однесува токму за еколошки прилагодување. Значи, тоа што го правиме константна, значи кампања и успеавме големите загадувачи да не им се продолжи рокот на прилагодување, со тоа и загадувањето. Понатаму, упорно инсистираме на овие мерки за транспортот, затоа што не знам дали знаете, околу 1/3 од вкупното загадување во секој град, тоа се општи некои еколошки параметри, се должи токму на транспортот. А ние во Македонија треба повеќе да го употребуваме јавниот транспорт. Тука морам да го пофалам и градоначалникот Трајановски, навистина вложи во јавниот транспорт и тоа е голема работа. Тоа ќе влијае за намалување на загаденоста, но има и некои работи каде што допрва работиме и треба повеќе да работиме. Овие инспектори што ги бараме деноноќно да дежураат, тие треба да дежураат не само на големите капацитети, тие се големи загадувачи, така и ги викаме, за нив е одговорно Министерството за животна средина. Но така наречени мали загадувачи кои што добиваат Б интегрирани дозволи, не А, туку Б интегрирани дозволи, за нив дозволи се даваат на општинско ниво. Тука вие не сте свесни каков проблем лежи. Еве, велите, постојано упорно лобирате, постојано сте активни. Предпоставувам дека процесот на менување на веќе донесени одлуки не оди така брзо како што ние би очекувале, но е можен. Дали размислувате можеби некој тип на неформална коалиција со граѓанските невладини организации и активисти со оглед на тоа што секогаш кога доаѓа до ново сечење на дрвата низ Скопје, целиот оган е насочен кон вас, бидејќи со право предпоставам како единствена зелена парламентарна партија, граѓаните од вас очекуваат можеби во некој случај и чудо. Дали можеби работите на ниво да бидете многу покоординирани со граѓанските активисти? Две прашања барем гледам тука во ова, ќе одговорам и на двете. Значи, апсолутно да, затоа што со граѓанските невладини организации и сега многу интензивно соработуваме. Секогаш кога се нуди одредена коалиција за решавање на некој еколошки проблем, Дом не само што ја потпишува, туку и активно влегува во кампања. Например, коалицијата од невладини 15-тина или колку беа невладини организации против историското загадување, што се потпиша сега и пред локалните избори, меѓутоа и се водеше кампања еден подолг период и пред тоа и потоа, не само што ја потпишавме, туку влеговме во конкретна акција. Тука предводеа Go Green, Фронт на Искра и ред други невладини организации кои се многу сериозни, многу релевантни и вистина искрено екологистички се борат. Придонесот пред се го дадовме со тоа што нашиот заменик министер Стево Темелковски во Министерството за животна средина е координатор на активностите за решавање на проблемот на Охис, на историското загадување во Охис со линданот. Таму има линдан и жива. Живата ги загадува водите, линданот, воздухот и почвата. Линданот е веќе успеа нашиот заменик да го реши проблемот заедно и во соработка со институции, со УНИДО како меѓународна институција, но и со владата. Владата вложи средства, одредени милиони евра, за да може да се добие дополнителен грант од УНИДО и да почне решавањето на линданот. Значи, линданот ќе биде одстранет дел во Германија, во германски рудници за сол стари, празни, ќе се депонира. Тоа е начин, еден од начините како се решава, а остатокот, сето она што е загадување на почвата, ќе се деконтаминира. Така што, значи, во токму не поттикна и таа коалиција за тоа да го направиме. Инаку, што се однесува до зеленилот,
зеленилото. Знаете, многу од една страна и ме секираат некои работи што се случуваат, но од друга страна ме радува жестината на граѓаните кои се борат за зеленило и за здрава животна средина сега, денес, последнава година, две, затоа што не беше се така. Кога почнавме како Зелена партија да делуваме, започнавме пред едно 5 години, ако не се лажам, со кампања Скопје зелен град. Направивме кампања, промоција, сметајки колку е важно, сега ќе ви кажам се. И што се случи? При промоцијата на толку важна кампања, каде што очекувавме пред се поддршка од медиумите, не дојде ни еден медиум. Но до тој степен тоа не е за окривување на медиумите. Уредувачките политики во тоа време, пред тие неколку години, не беа со таква свест за да сметаат дека тоа е прашање што некого го интересира. И потоа, сиве овие години, ние сме, знаете, треба да разликувате организирано граѓанско движење и граѓански активизам со делување на партија. Ние мора да делуваме преку институциите, но ги поддржуваме и земаме учество директно во граѓанските организации. Инаку, во акции, само да ве подсетам, значи, по таа кампања влегуваше тука редица трибини и акции за зелен катастар, значи за пребројување на дрвјата и на зеленилото во градот Скопје, што градот Скопје го прифати. И тука дојде и на наша трибина градоначалникот и јавно кажа дека ќе го поддржи тоа. Поорганизиравме и донаторска конференција и цела финансиска конструкција и за прв пат годинава градот Скопје обезбеди финансиски средства за зелениот катастарот. И тоа беше услов за и странците кои беа заинтересирани да помогнат. Понатаму, предложивме закон за градски архитект. Ако се сеќавате, јасно ни беше дека дел од проблемите е во урбаното планирање. Дел од проблемите и со зеленилото и со животната средина. За жал, ни една од релевантните субјекти во парламентот не го поддржаа тоа, иако невладините организации, еснавските организации на архитектите и оние блиски до позиција и до опозиција, двете го поддржаа и учествуваа во изработка на законот. Но за жал во Македонија политичката, дневната политика некако се става над екологијата. И мене ми е тоа криво, што не можеме некош да се најдеме како луѓе, ако сме од различни политички акции. Еден од нашите гледачи коментира на моето прашање дека не бараат чудо, но бараат дом да излезе од коалицијата. Дали ќе ви биде полесно да функционирате како Зелена партија во коалицијата, во сегашната коалиција и да лобирате, или можеби ќе добиете повеќе поддршка како опозицијска партија? Не. Едно е да добиеме поддршка опозицијска, веројатно од граѓаните би било поатрактивно и за нас многу полесно да бидеме во опозиција, како што сме еколошка партија, тоа многу би ни било полесно. Меѓутоа, многу помалку би можеле да направиме, затоа што ние конкретно во овие години, кога сме во коалицијата, само преку коалиција ти можеш да менуваш состојби и закони. И тоа е единствен начин да ги мениш состојбите. Само да ве подсетам и да го подсетам граѓанинот. Кога беше прашање дали Метрут Хем ќе го рестартира, ќе рестартира топилницата во Велес, се беше речиси готово. Јас бев прв политичар кој што застана со Зелената коалиција во Велес и официјално дом на покана од невладините влеговме како член во Зелената коалиција. И потоа се борев, не ми беше едноставно, ни едните ни другите не приоѓаа во првите моменти, затоа што секој си имал некоја своја предисторија во тие комплицирани односи околу топилницата. Но после тоа наше ледоломство, кога го скршивме мразот, после застанаа сите. И за мене нема поголем успех за отворање на зелената свест кај граѓаните од тоа кога сите партии застанавме заедно со транспарентот не за рестартирање на топилницата. Сетете се само за обидот да се изгради железара во Неготино, среде Лозја. И јас отидов на терен како пратеник и нашиот советник Горан Нечев во тој момент исто така беше единствен кој што гласаше против тоа во советот и се здруживме со граѓаните и не се случи изградба на железара. Значи тие позитивни лобирања, јас верувам во позитивното лобирање. Не само во тоа, знаете, во политиката треба според мене барем да се оди на долг пат, политиката е маратон. Тоа не е како да си метеор па да блеснеш во еден момент, да бидеш атрактивен за јавноста, а да не заврши, а потоа да согориш. Мислам дека истрајноста на долг пат дава резултати. Освен тоа, да одговорам на и вам и на гледачот. За ГМО кампањата што почнавме годинава да ја водиме, уште пред да се донесе правилникот за сточна храна, беше стопирано точно затоа што лобиравме позитивно. Ние секогаш коректно лобираме
први директно, а потоа и јавно кога мораме да реагираме бидејќи не прозиваат граѓаните со коректен речник. Мислам дека тоа е поделотворно отколку само да ја скршиш чашата, да излезеш и да речеш сега што сака нека биде, ќе се борам од надвор. Помала е силата од надвор. Да ве подсетам, тоа го знаете како новинари, дека до пред пар години немаше ни законска регулатива, нити стратешки документи за екологија што требаат. Значи, почнавме од рамка законска до спроведување. Само да ве подсетам за отпадот. Немаше закони за отпад, а ние ја иницииравме пред 2 години националната акција за Македонија без отпад. По примерот на Let's Go. Еве го за имплементацијата зборувам, токму акцијата по примерот на Let's Do It World, заедно со Ајде Македонија, како невладина широка мрежа, повторно се враќам на тоа дали соработуваме со невладините организации, официјално поднесовме проект до владата, го лобиравме одреден број месеци и тој проект беше прифатен и еве веќе втора година владата учествува во тоа, министерството го организира тоа, токму заменикот наш е координатор на таа активност и со сите институции на локално ниво, градот Скопје максимално се вложи тука, се исчистени тони и тони отпад од цела Македонија. Тоа дополнително едната депонија во Струмичко веќе има најдено, процедурата е завршена, веќе е во подготовка, се спрема да се реализира. Исто таму во Полок е речиси на крај постапката, така што имплементацијата веќе почнува во законот за води. Јас лично предложив европски закон за води. Имав многу проблеми за тоа и на некои колеги не им се допаѓаше кога инсистирав на тоа, велеа, па ајде на крај екологијата, тоа е скапа работа. Не викав, економијата и екологијата треба рака под рака да одат. Не може инаку едното ти да го развиваш на сметка на другото. Здравието е поважно од се. Тој закон за води функционира една година, пречистителни станици има 21 во индустриските објекти и има 3 големи. Берово, каде беа уште, Куманово има, во Прилепско има и еве го се прави кај Ѓорче Петров. Значи, имплементацијата на законите се прави, тече, но се согласувам апсолутно со колешката од Дневник дека треба многу повеќе средства. И тоа е дел од моето лобирање. Успеавме во неколку наврати да обезбедиме, еднаш дури го нарековме зелен пакет во буџетот пред 3 години и тука се зголеми буџетот, но не онолку колку што би сакала и онолку колку што треба. Да не заборавиме дека сум јас сепак еден пратеник и како еден пратеник без лажна скромност мислам дека одработувам барем за неколкумина. Со цело срце се залагам, се борам, упорна сум и зошто вашите колеги од досадна, да другите речем. партии во парламентот не се заинтересирани за овие теми? Веројатно и се заинтересирани, меѓутоа секоја партија има своји приоритети. Нам ни е приоритетот животната средина, развој на туризмот. Зошто туризмот и посебно екотуризмот? Затоа што извонреден начин да не ја загадиш животната средина, а да обезбедиш економски развој на туризмот. Тука да речеме бевме доста успешни, значи при владата во сето тоа лобирање и наидовме на отворена врата со цело разбирање. Прифатен беше и мој амандман за субвенции, за субвенционирање на странски туристи и и агенцијата се направи за туризам и вие гледате дека ние дојдовме дури до состојба од 25% повеќе странски туристи пред една година и 33% странски ноќевања. Значи тоа се двоцифрени бројки и со стотици милиони инпут во државниот. Инаку за шумите само да спомнам, да ве подсетам дека со Вила Зора, невладината организација од Велес, кој што инаку нели со нив соработувавме и во борбата за топилницата, против топилницата. Значи покренавме редица иницијативи и отидовме заедно и до инспекторатот за шуми и до македонски шуми и имаме исто така побарано во шумската полиција посета за директно на лице место да притиснеме и да инсистираме тие институции да направат сериозна заштита. Што е интересно, годинава успеавме да донесеме многу строг закон за шумите. Многу строг закон и навистина солиден закон. Сега во спроведувањето практично се покажува дека има некои, што ги викам, скршени алки. Сега треба да притиснеме и да се најдат тие скршени алки и мислам дека тука има проблем и со судството, затоа што дури оние каде што инспекторите искрено ќе фатат некого, посебно за Папрадиште инспекторката, сите сведочат и невладини организации дека извонредно си ја врши работата, се бори, просто дава пријави. Понатаму тие пријави некаде се кинат или судија
досуди, а некој ќе досуди некоја казна што е несоодветна. Темата е широка. Не, само уште ова за крај, бидејќи го добивав и јас на како прашање од исто наши гледачи, што е со мерачите на чистиот воздух, зошто се отстранети, дали тоа создава дополнителна паника, треба ли граѓаните да знаат, дали беа поставени на вистинските локации, само накратко и има 4 мерачи кои сега работат. Тоа што порано не работеле, затоа поради притисок и на граѓани и наши и ваши реакции, тие сега работат, значи на 4 места клучни се поставени, во центар, во Карпош, во Лисиче и во Мавровка, инаку најлоша е состојбата во Лисиче и најмногу се жалат аеродромци. Да. Таму има многу мали објекти кои што горат гуми, масла собирни и други работи, затоа јас реков огромна работа има и за локалните инспекторати кои треба навистина да си одработат. Инаку околу мерачите владата обезбеди значи 2 мобилни мерача, знаете дека министерот за здравство ги промовираше, меѓутоа и има одлука за сензори 24 часовни. Тоа наскоро, значи, ќе го видиме дополнителни сензори, така што вреди борбата. И сакам да им порачам и на сите граѓани, вреди борбата, вреди лутењето. Нека ми се лутат и мене и на влада, на сите, нека не притискаат, затоа што навистина се даваат резултати. И уште една работа, законот за зеленило, само ако ми дозволите, еве едно позитивно лобирање, тоа е направен веќе, како што имавме ветено на 1 јуни го завршивме во соработка со невладини организации, стручни луѓе и луѓе од градот Скопје и од паркови и зеленило, така што значи тој е готов, 44 члена има во оваа верзија, на последно усогласување со градот. Јас сум многу сигурна дека наскоро ќе го видиме и на тој начин нема да спасиме само неколку дрва и да се бориме за неколку дрва, туку сите дрва во сите урбани средини ќе бидат трајно заштитени.